До овој момент, американските технолошки гиганти ја водеа глобалната трка за изградба на најнапредни системи за вештачка интелигенција. Тие се потпираат на огромни центри за податоци и врвни микрочипови и велат дека им требаат повеќе пари, да платат повеќе енергија и помокни чипови. Сега стартуваше DeepSeek, кинеска брзорастачка компанија за вештачка интелигенција, што одговара на перформансите на производените во САД. DeepSeek вели дека во споредба со своите американски колеги потрошиле многу помалку пари и користеле помалку компјутерска моќ за правењето на својот систем. Веста се пренесе со значително влијание низ Силиконската долина. Апликацијата на DeepSeek се најде на првото место за симнување на Apple App Store, падна акциите на американските технолошки компании. Вашингтон, каде се смета дека САД и Кина се во жестока трка со вештачката интелигенција, забележа. Промовирањето на апликацијата за вештачка интелигенција од DeepSeek од кинеска компанија треба да ги потикне нашите индустрии интензивно да се фокусираат на поинтензивен надпревар со нив, за да бидат подобри. САД воведоа строга контрола на извозот за да ги спречат чиповите од највисоки ниво да влезат во Кина. DeepSeek тврди дека работата во рамките на ограничувањата и помогнала да дојде до поевтини решенија. It is low cost, frugal innovation. Тоа е ефтина, штедлива иновација која е многу побрза, многу поевтина за создавање и употреба. Како таква ќе има привлечност за многу широк опсек. DeepSeek предизвика загрозеност во Силиконската долина. Се потпира на технологијата со отворен код која ја споделуваат и ја градат кодерите низ фирмите и земјите. Тоа е поинаков пристап од повеќето гиганти на вештачка интелигенција, како OpenAI, Microsoft и Google, која држат својата работа во тајност. Но пред 2 години Мета, под чија собственост е Facebook, го објави кодот Llama на неговата најсовремена технологија на вештачка интелигенција, за да може другите да ја користат за иновации. DeepSeek користеше Llama за да ги научи своите модели на вештачка интелигенција, а потоа ја објави својата технологија и го сподели својот код со група луѓе кои создаваат софтвери. The open source community feels very strongly Тие силно чувствуваат дека е многу неопходно да се сподели кодот, бидејќи го демократизира, ако може така да се каже, и создавањето и употребата на вештачката интелигенција по пониски трошоци. Некои наблюдувачи велат дека доаѓањето на DeepSeek ја доведува во прашање ефективноста на недомнешната политика за вештачката интелигенција. Председателот Доналд Трамп изјави дека ќе ја направи вештачката интелигенција приоритет.